Дневник во 20 часот на К1. Добро вечер, почитувани гледачи. Во наредните 30 на минути ќе ги проследите најновите информации од регионот Македонија и светот. Еве ги настаните на денот. Модерен енергетско ефикасен деловно стамбен комплекс ќе се гради во Велес. Нов повик за обука на 500 невработени лица кај познат работодавач. Започна изградбата на водоснабдителната мрежа во село Сливник. Петстотини невработени лица кои ќе се пријават на новиот јавен повик за обука кај познат работодавач ќе добијат можност за нови вештини и знаења. За реализација на обуката ќе бидат издвоени околу 11 милиони денари, а време траењето на обуката ќе биде во зависност од нејзината тежина. 500 невработени лица ќе се стекнат со вештини и знаења преку новиот јавен повик за обука кај познат работодавач, што денеска го најави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов при посета на компанијата Дока Текстил од Валандово. Оваа мерка носи поволности и за невработените лица кои што, како што кажав, можат да се стекнат со вештини и знаења кои што се бараат на пазарот на труд, меѓутоа исто така и побрзо и полесно на тој начин да стигнат до своето работно место. Од друга страна пак поволности за приватните компании да најдат соодветен кадар, да го обучат и понатаму ќе имаат и можност да ја искористат и мерката Македонија вработи, односно да бидат ослободени од плаќање на социјални придоноси за секое вработено лице преку оваа мерка. За реализација на обуката за 500 невработени ќе бидат одвоени околу 11 милиони денари. Со оваа мерка не само што ги подигаме капацитетите на компаниите со квалитетна работна сила, туку и капацитетите на невработените лица бидејќи добиваат можност да осознаат нов занаед, значи ново знаење, ново работно место и во иднина доколку не работат во таа компанија која се обучени да работат во друга компанија која што им го признае ова што го имаат научено во компанијата кај што биле на обука. Според Поповски, оваа мерка со текот на времето се прилагодувала на потребите на работодавачите. За воиднина најави дека ќе се направат уште повеќе прилагодувања со тоа што ќе се одвојат полесните од потешките обуки. Обуките ќе траат и до 6 месеци во зависност од нивната тежина. Нов деловно стамбен објект ќе се гради во дворот на Велишката касарна Алексо Демниевски Бауман. Проектот Вел Сити кој одговара на потребите на денешницата, а во исто време со себе ја носи и визијата на иднината, ќе му даде нов лик и нова содржина на овој дел од градот. Денес е празен простор, а за 3 месеци треба да биде големо градилиште. Новаа локација во дворот на касарната Алексо Демниевски Бауман ќе се гради мултифункционален деловно стамбен комплекс. Добрите услови за водење на бизнис во Македонија биле пресудни, а деловиќи да се одлучи стекнатиот капитал во Австрија да го инвестира во родниот Велес. Се создадени сите услови да може да се инвестира една ваков тип на инвестиција и дека сите показатели што се случува во последните години во Република Македонија нам ни дава за право да размислуваме и да делуваме на еден ваков тип на проект. Подготовките за отпочнување на градежните работи веќе се во тек. Сега сме се уште во почетна фаза на изработка на основниот проект. Ги имаме извршено геомеханичките испитувања и сигурни сме дека во зададениот рок од 65 дена ќе го комплетираме основниот проект, така да за отприлика 3 месеца би требало да се добие одобрението за градење и може да се стартува со градба. Според јавно објавеното идејно решение, за прв пат во регионов ќе се гради ваков тип на комплекс. Овој објект е комплетно енергетски ефикасен, како во делот на станувањето, домувањето, што ќе се организира во 2 стамбени блока, така и комплетно во делот на трговскиот центар, кој ќе понуди многу содржини, трговија, угостителство, деловни простори, ќе бидат запазени сите најнови стандарди во градежништвото. Мислам дека ќе понуди исто така повисок квалитет на домување. Вел Сити е поделен во 2 целини, деловен простор на околу 6900 метри квадратни и 6400 метри квадратни простор за домување.
Она што за идните собственици, но и за посетителите е значајно, се обезбедените 6000 квадратни метри простор за паркирање и во внатрешноста, но и однадвор, целиот објект ќе изобилува со зелен простор, открива инвеститорот. Започна изградбата на водоснабдителната мрежа во село Сливник. Со ова жителите од селото ќе добијат чиста вода за пиење. Според градоначалникот Чадиев, кој направи увид на градежните активности, водоводната мрежа би требало да биде официјално пуштена во употреба за 7 месеци. Во тек е изградбата на водоснабдителната мрежа во село Сливник, мрежа која ќе се простира на должина од околу 3100 метри. Истата ќе биде продолжение на резервоарот кој содржи околу 100 кубика вода. Градоначалникот Славчо Чадиев направи увид на градежните активности во селото. Со изградбата на оваа водоводна мрежа, конечно ќе се реши горливиот проблем на жителите од село Сливник со термички исправна вода за пиење, истакна Чадиев. Ќе биде офанато целокупното населено место со главната водоводна линија, ќе има извадено и неколку пунктови за хидранти. Тоа значи дека во случај на потреба ќе може да се реагира не само пожарната што ќе дојде, него ќе може и местното население низ обуги што ќе направиме понатаму да реагираат во правовремено. Водоснабдителниот систем се очекува да биде готов за 7 до 8 месеци. Фирмата изведувач на овој проект е Изгрев инженеринг, а истиот чини околу 4 милиона и 200 илјади денари. Изведувачот потенцираше дека роковите за изградба од нивна страна ќе бидат запазени. Роковите мораме да запазиме затоа што прво сме дали ветување пред градоначалникот и второ имаме договор со еден временски рок. Ние чисто надеваме дека тој временски рок ќе го скратиме со цел да го искористиме доброто време за да не дојдеме во ситуација да работиме кога ќе бидат положителни временски услови. Така да се надам дека тоа ќе го направиме и пред време. Според проектот за ова населено место предвидено истото да биде снабдено со чиста вода за пиење во наредните 30 години. Инаку овој проект е второ ваков тип. Во завршна фаза се градежните активности на системот за водоснабдување во село Црквино. Според градоначалникот Чадиев, наскоро и официјално водоснабдителната мрежа ќе биде пуштена во употреба. Пожар кој на ридот гроот на Велес зафати површина од 200 хектари. Вчера беше локализирано околу 19 часот, информираат противпожарната единица од Велес. Ова е трет голем пожар кој летово избувна во околината на Велес. Површина од околу 200 хектари ниска дабова шума и пасишта вчера беше зафатена во голем пожар кој избувна на ридот гроот на Велес. Ова се првичните проценки на противпожарната единица од Велес, која вчера вечер околу 19 часот успеа да го локализира истиот. Во гаснење на пожарот кој избувнал околу 14 часот, ангажирани беа и вработените на јавното предпријатие Шумско стопанство Бабуно од Велес. Пожарникарите велат дека гаснењето на пожарот било отежнато поради ветерот кој непрекинато дувал на тој реон. Ова е трет голем пожар кој летово избувна во околината на Велес. Во претходните два изгоре површина од 400 хектари, главно сува трева и нискостеблести растенија и околу 20 хектари борова и джемпресова шума. Но според првичните проценки не е причината поголема штета. Поради предпоставките дека причината за појавата на пожарите е човечки фактор, надлежните апелираат до граѓаните за поголема внимателност и почитување на препораките за заштита на шумите. Ситуацијата ова лето е под контрола, велат тие, и покрај трите пожари, но иако температурите полека опаѓаат, се уште постои опасност од појава на нови пожари на отворен простор. Гимназијата Кочо Рацин доби грант во висина од 136.000 евра од областа на клучната акција 2 стратешки партнерства во училишното образование. Ова не е прв пат гимназијата да добива грант од Еразмус+. Грант во висина од 136.000 евра доби гимназијата Кочо Рацин од областа на клучната акција 2 стратешки партнерства во училишното образование. Ова е исклучително битна можност за училиштата во Република Македонија
да можат да учествуваат во интернационалните образовни процеси или да ги следат промените во образовните системи во сите земји од Европската Унија. Овој грант е како резултат од претходните грантови кои што ги добиваше ово училиште, тоа е со соработката што ги има на меѓународно ниво, што всушност е и целта на програмата на Erasmus+, така што како производ на соработка на една меѓународна соработка на ово училиште од Велес, произлегува и овој голем грант кој што ќе го добие училиштето Кочо Рацин и ќе го имплементира во следните 2 години. Во проектот од Европската Унија Математички лабиринт за зголемување на знаењето во математиката ќе бидат вклучени наставниците по математика и англиски јазик. Освен гимназијата Кочо Рацин, се вклучуваат и училиштата од Бугарија и Италија, како и организации од Кипар и Грција и Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Овој проект ќе учениците сами ќе користат слободни софтвери, како што е GeoGebra и Максима, за изучување на математичките проблеми. Со наша помош се разбира со наставниците по математика, кои што ќе бидат вклучени наставници по математика од Италија и од Бугарија. Предвидено е на крајот на проектот да биде издадена книга. Во соработка пак со невладината организација за развој на ученици, гимназијата Кочо Рацин има размена на ученици во повеќе држави. 30 ученици, од кои 12 веќе ги посетија овие обуки, а уште 18 ќе одат на обуки и на тренинзи во Турција, Швајцарија, Италија, Романија и Словенија. Значи, длабоко гимназијата Кочо Рацин е длабоко вклучена во програмата на Erasmus+ на сите полиња. Честитки до менаџерскиот тим од страна на локалната самоуправа за напорите и успесите во добивањето на проекти. Гимназијата Кочо Рацин е избрано за училиште промотор на програмата Erasmus+ во градот. Грант ке добие и средното општинско училиште Јовче Тесличков за индивидуални мобилности во стручното образование. Со промотивни цени и поволности, големите маркети успеваат да го задржат вниманието на своите купувачи. Редовното информирање на купувачите за ценовната политика на компанијата и поволностите кои ги нудат во своите маркети се покажало како успешен метод, велат менаџерите. Со промотивни цени до зголемена потрошувачка, привлекувањето на вниманието на потрошувачите со повремено снижување на цените на одредени артикли стана тренд меѓу големите маркети. Менаџерите велат редовното информирање на потрошувачите за ценовната политика на компанијата и поволностите кои ги нудат во своите маркети се покажало како успешен метод. За да нашите активности имаат ефект на пазарот и предизвикаат внимание кај потрошувачите, претходно добро го анализираме профилот на нашиот купувач, меѓутоа и поднемјето за каде што е наменета таа акција, бидејќи не сите акции подеднакво добро поминуваат во сите делови од Македонија. Нашето искуство е позитивно и оди во правец на тоа дека одредени акции предизвикуваат и така добро внимание кај нашите купувачи. Акциските цени не се пресудни, велат граѓаните, но во голем дел влијаат при изборот на производите кои ги купуваат. Пресудно е и поевтино некој ден. Секој гледа за поевтино да земе. Па купуваме сега, нели, и така, почесто купуваме со акција, нели? Мислам, добро е тоа што е навалено, нели? Маркетите нудат производи по промотивна цена во зависност од временскиот период и потребите на купувачот за истиот. Периодот кој е пред нас ќе биде обележен, предпоставам, со она што значи подготовка на школски прибор, враќање на децата во училиште, меѓутоа и секако традиционалната подготовка на нашите земници и во таа насока ќе се движат и нашите активности во наредниот период. Промотивните флаери наменети за купувачите даваат информации за поволностите во актуелниот период. Ваквиот начин на реклама истовремено дава бенефити за потрошувачите и за компаниите. Завршија тринеделните археолошки истражувања на локалитетот Кале кај селото Стариград. Овие истражувања се во рамки на проект финансиран од Министерството за култура и се продолжение на истражувањата од 2005 и 2006 година. Деновиве завршија тринеделните археолошки истражувања на локалитетот Калека и село Стариград. Екипите на Народниот музеј од Велес во рамки на проектот финансиран од Министерството за култура појаснија дека овие истражувања се продолжение на истражувањата што ги реализирале во 2005-2006 година. Фокусот на истражувањата бил насочен на просторот на предградието на тврдината со цел да се утврди хронолошката рамка на екзистирањето на поединечни простори од локалитетот. Со овие истражувања се откриени значајни
наречени наоди и од аспект на недвижното културно наследство и од аспект на движното културно наследство. Откриени со истражувањата били неколку стамбени објекти, како и еден стамбен објект, така наречен вила урбана. Најголем дел од наодите пронајдени со овие истражувања се керамички садови. Поголемиот дел од нив представуваат садови за секојдневна употреба и со од локалната продукција. Пронајдени се и луксузни примероци, како на пример фрагменти на садови кои припаѓаат најверојатно на импорти од соседните поголеми центри на Римската империја. Во периодот што следи е планирана обработка на движниот археолошки материјал, а потоа и негова конзервација со цел да биде научно обработен и презентиран пред пошироката јавност. Денес се одбележуваат 14 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Отворени денови за земјоделците низ повеќе градови во Македонија. Заврши пописот на гнезда на штркови во Македонија. Денес се одбележуваат 14 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Со тоа се стави крај на конфликтот во 2001 година и се постави нова рамка за меѓуетнички соживот. На 13 август 2001 година во председателската вила на Водно во Скопје, рамковниот договор го потпишаа тогашниот председател на Република Македонија Борис Трајковски, тогашниот премиер Јупчо Ѓорѓиевски, председателот на ПДП Имери Мери и тогашните председатели на СДСМ Бранко Црвенковски и на ДП Арбен Џафери. Покрај подписниците во разговорите учествува и Хавиер Солана, тогашен висок представник на ЕУ, како и повеќе правни експерти, меѓу кои професорите Владо Поповски и Љубомир Фршковски. Од секретаријатот за спроведување на рамковниот договор вела дека овој документ ни ориентира од секогаш во насока на перспектива на нашето општество кон евроатлантската интеграција, без разлика на етнички, религиозна припадност или социјална група. Од денес до сабота ќе се одржат отворени денови во повеќе градови низ државата, меѓу кои Велес, Неготино, Кавадарци, Демиркапија, Гевгелија, Свети Николе, Штипи, Кочани. Тимови на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството ќе одржат неколку средби со земјоделците. За време на отворените денови земјоделците ќе имаат можност да се информираат со поволностите. Воедно ќе можат да дадат и своји предлози за надминување на проблемите со кои се сочуваат. Тимовите од Министерството за земјоделство ќе ги презентираат и можностите на ИПАРД програмата. Според надлежните, со отворените денови се подигнува нивото на информираност на земјоделците, а од друга страна, институциите имаат прилика да ги слушнат проблемите со кои се сочуваат тие при користењето средства од програмата. Заврши пописот на гнезда на штркови кои што Македонското еколошко друштво го спроведуваше на целата територија на Македонија во изминативе месеци. Пописот се состоеше од броење на гнезда и младите во нив. Сега се знае дека во Македонија има точно 817 гнезда на штркови и во нив има 2023 млади и 1638 возрастни штркови. Во оваа голема акција се вклучија волонтери и локално население од над 1000 села во Македонија. Пописот на штркови беше завршен во средината на јули, пред младите штркови да ги напуштат гнездата. Задачата беше многу обемна, но благодарение на повеќе од 20 волонтери и поддршката од локалното население низ целата држава, успешно ја завршивме, вели Ксенија Путилин, вработена во Македонско еколошко друштво. Грчката полиција ги држи мигрантите заробени на фудбалски стадион на грчкиот остров Кос. Најмалку 42 лица загинаа, 400 се ранети во Тиенцин. Ова е свето денеска. Најмалку 42 лица загинаа, 400 се ранети во синокешните експлозии во магацин за лесно запалливи материјали во кинескиот пристанишен град Тиенцин, изјави извор од болницата во градот. Потврдена е смртта на 9 пожарникари. Бројот на лицата кои пристигнуваат во болницата постојано се зголемува. Тиенцин е главното пристаниште и индустриско подрачје југоисточно од Пекинг. Ударниот бран од експлозијата се почувствувал на километри од далеченост. Од неа избувнал огромен пожар, а искршени биле прозорците на многу стамбени згради. Кинеските медиуми информираат дека се запалиле експлозивни и запалливи материи на терминалот за бродски контејнери во индустриската зона од градот.
За еден месец турските вооружени сили уништиле околу 80% од камповите на сепаратистичката Курдска работничка партија во Северен Ирак, при што се ликвидирани околу 300 припадници на оваа милитантна организација, јави турската приватна телевизија CNN Турк. Во воздушните напади што започнаа кон средината на јули, ранети се уште околу 500 припадници на Курдската работничка партија. Телевизијата наведува дека при нападите на турските авиони во северниот дел на Ирак биле нанесени штети на 80% од камповите на Курдската работничка партија во реоните на Кандил, Хакурк, Зап, Метина, Басјан и Авашин. Поради турските воздушни напади, неколкумина од лидерите на Курдската работничка партија биле принудени да ги променат локациите на кои престојувале. Според телевизијата, разузнавачките информации велат дека голем број борци на Курдската работничка партија се префрлиле во помали населени места на територијата на Турција, но и во некои од поголемите градови. Покрај во реоните на југоисточна Турција, каде мнозинството на жителите се курди, дел од припадниците на Курдската работничка партија нашле прибежиште и во северните црноморски области на земјата. Повеќе од 24 часа грчката полиција ги држи мигрантите заробени на фудбалски стадион на грчкиот остров Кос. Неколкумина од нив доживеале паника, некои се онесвестиле поради глад, дехидрација или високи температури. Полицијата која ги преместила мигрантите на стадион, ги расчистила сите кампови во парковите, каде што престојувале мигрантите и доделила преку 300 патни исправи. Околу 1000 мажи, жени и деца на Кос немаат ни храна ни вода, чекајки властите да ги регистрираат откако на грчкиот остров со бродови пристигнале од Турција. По 3 победи македонските кошаркари се искачија за 5 позиции погоре на неофицијалната FIBA ранглиста пред Европското првенство. Ѓорческа со победа во Хехинген. За овие и за останатите вести од домашниот спорт во прилозите што следат. Македонската тенисерка Лина Ѓорческа тргна со победа на силниот турнир во Хекинген, Германија, чиј награден фонд изнесува $25,000. Во првото коло, нашата тенисерка со 2:1 славеше над германката Катарин Вернешелер, каде првиот сет Ѓорческа го одигра одлично и го доби со 6:1. Во вториот сет и дозволи на противничката да направи еден брейк и да слави со 4:6. Решавачкиот сет нашата тенисерка го доби со 6:2. Во второто коло Ѓорческа ќе игра против Иона Фер од Франција, која е шеста носителка на турнирот и се наоѓа на 276-то место на ВТА листата. Нашата тенисерка веќе има обезбедено пласман во четвртфиналето. На надпреварите од 16 финалните дуели во Купот на Македонија, минатогодишниот финалист Тетекс беше елиминиран од јубанци. Најдраматично беше во Охрид, каде тимот на Вулкан при водство од 2:0 на полувремето против Македонија Ѓорче Петров не сакаше да го продолжи дуелот. Во останатите дуели немаше поголеми изненадувања. Ренова со 1:2 го победи Евромилк. Силекс беше убедливки превалец со 0:4. Најголемата победа ја забележа Хоризонт Турново, победувајќи со 0:11 над Лирија. На пенали исфрлен беше Тетек со 4:3, откако дуелот против јубанци во регуларниот дел заврши 1:1. Вардар минимално со 0:1 беше подобар од Кожув, додека Шкупи со 1:5 го победи Јуботен. Убедливи беа и играчите на Металург кај Малеш со 1:9, додека во последниот дуел Прешево беше елиминиран од Гостивар со 3:5 на пенали, во регуларниот дел дуелот заврши 0:0. Проблеми немаше ниту Шкендија на гостувањето ки Зајас со 0:4. Скопје беше подобар со Беласица 0:2. Победа и Младост Царевдвор одиграа 1:1. На пенали прволигашот победи со 6:7. Денес на програмата се уште надпреварите 11 октомври Работнички и Печковица Брегалница. Само да се подсетиме, освојувач на куп титулата минатата сезона
беше тимот на работнички. Пет места погоре се искачи македонската сениорска кошаркарска репрезентација на неофицијалната FIBA ранг листа пред Европското првенство кој од 5 до 20 септември ќе се одржи во Франција, Германија, Хрватска и Летонија. Причина за овој скок се трите победи на македонските кошаркари во контролните средби против Израел и Украина. Претходно со првото рангирање, момците во црвено-жолти дресови се најдоа на 19-та позиција, а сега со добра игра, Македонија покажа голем напредок и заслужено е на позицијата 14, велат од FIBA. Лидер на листата и понатаму останува репрезентацијата на Шпанија, а на второто место сега е Франција, на местото од Србија која се спушти една позиција подолу. А од меѓународниот спорт, Ханс Баке е новиот селектор на финската фудбалска репрезентација. Милан со победа против Интер. На стадионот на Сасауло, росонерите повторно го победија Интер со 2:1, откако неодамна славија победа во пријателска средба во Кина. Со тоа може да се каже дека играчите на Милан се во полн сјај. Михайловик и Манчини на теренот ги извадија своите најсилни состави кои што ги имаа на располагање. Головите за Милан ги постигнаа Бертолачи и Карлос Бака. За Интер единствениот гол го постигна Брозовик во 31-та минута. Подоцна Матео Ковачик погоди статива, но се остана непроменето до крајот на надпреварот. Синиша Михайловик може да биде задоволен од неговите момци, но исто така и навивачите на Милан. Шведскиот фудбалски стручњак Ханс Баке ќе биде новиот селектор на фудбалската селекција на Финска. Фудбалскиот сојуз на Финска го одбра Баке за заменик на Микс Паталаинен, кој во јуни беше сменет поради слабите постигнати резултати. Новиот селектор, кој е на 63 годишна возраст, во текот на кариерата беше начело на бројни фудбалски клубови, меѓу кои Алборг, Копенхаген, Молде, Панатенаикос, Њујорк, Ѓургарден. Како асистент работеше и во Манчестер Сити и во репрезентацијата на Мексико. Финската селекција во моментов е на 4-то место на табелата од F групата од квалификациите за Европското првенство 2016 со 4 поени, 10 помалку од водечката селекција на Романија. Судскиот спор на Мајкл Џордан против ланецот на продавници Доминикс започна. Станува збор за неовластено користење на неговото име на рекламни купони. Адвокатот на Џордан, Сперлинг, на судењето во Чикаго посочи дека со ова неовластено користење на неговото име, најдобриот кошаркари и компаниите што стојат зад него претрпеле голема штета. Во воведното обраќање пред судот, Сперлинг наведе дека само компанијата за спортска опрема Nike за заштитното име на Мајкл Џордан има исплатено $480 милиони. Сончево и топло време имавме во текот на изминатиот ден и утре не очекува слично време. Еве ги деталите.
Ова беше се за денес. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.